Републиканскиот председателски фаворит Доналд Трамп се врати на познатата тактика на кампањата, користејќи ги така наречените теории за раѓање, за да се запраша дали ривалката Ники Хејли може легално да се кандидира за председател. Теориите за раѓање фрлаат сомнеш за подобноста на кандидатот со тоа што го доведуваат во прашање местото на раѓање на лицето или користејќи погрешни толкувања на законот. Уште во јанвари, Трамп повторно објави напис во кој лажно тврдеше дека Хејли не ги исполнува условите, бидејќи нејзините индиски родители не биле американски државјани во времето на нејзиното раѓање. Самата Хејли е родена во Јужна Каролина. Уставот на САД е јасен за тоа кој може да ја заземе највисоката функција во земјата, објаснуваат експертите. An age requirement of 35 years or older. Услов за возраст од 35 години или повеќе, услов за раѓање, треба да сте природни родени државјанин на САД и услов за престој од 14 години. Сите оние кои се родени во САД се природни родени граѓани, без разлика на имиграцијниот статус или државјанството на нивните родители. Хејли не беше првата цел на Трамп за теориите за раѓање. Поранешниот демократски председател Барак Обама и републиканските ривали на Трамп за републиканската председателска номинација во 2016 година, Тед Круз и Марко Рубио, беа мета и мораа да го побијат. Бев прилично самоуверен за тоа каде сум роден. Мислам дека повеќето луѓе беа исто така. Има причина зошто само оние родени во САД имаат право да се кандидираат за председател. Никогаш нема да се помисли дека тој председател би можел да биде лојален на некоја друга земја или да има склоности кои би ги натерале да действуваат во нешто друго освен интересите на САД. Барањето нема да исчезне во скоро време. Уставниот амандман бара гласање од 2/3 од двата дома на Конгресот, а потоа ратификација од 3/4 од државите. Не видов барање за олабавување на условот за државјанство според уставот. Секој природно роден граѓанин кој се кандидира за председател има опции да ги оспори теориите за раѓање. Вие напаѓате со испраќање на извод од матичната книга на родените и исто така нагласувате дека тврдењата за раѓање обично се заснуваат на некаква форма на расизам и ксенофобија и дека немате место за тоа во американската политика. Ники Хејли има право да биде председателка на САД и ги отфрли теориите за раѓање против неа и она што се чини дека Трамп го исмева нејзиното индиско име Нимарата. Не седам таму и не се грижам дали тоа е лично или дали нешто друго сака да каже со тоа. Но како што политичките војни стануваат се пожестоки, аналитичарите ги охрабруваат гласачите да ги оспорат теориите за раѓање и другите дезинформации поврзани со председателските избори, со тоа што ќе се запознаат со уставот на САД и ќе ги проверат фактите и контроверзните тврдења што им се појавуваат за да можат да направат информиран избор кога ќе тргнат на гласање во ноември.